Шаторчето што се разбуди. Едно тивко попладне, Јоја седеше до своето мало шаторче во дворот. Ветерот нежно го нишеше знаменцето на врвот, а Јоја имаше чудно чувство дека нешто ќе се случи. Пипи, му шепна на зајачето во скутот, денес шаторчето е поинакво. Јоја, се слушна глас. Тоа беше Луко, кој љубопитно гледаше од оградата. Што правиш? Мислам дека шаторчето не повикува, рече таа. Луко малку се двоумеше. А што ако е темно? Тогаш ќе бидеме заедно, му одговори Јоја и му ја подаде раката. Тие влегоа во шаторчето. Во почетокот се изгледаше обично, но одеднаш подот стана мек како трева, а околу нив се појави светлина како утринска магла. Пред нив се отвори мала шумичка со дрвја што тивко шепотеа. Добре дојдовте, шепна шумата. Пипи радосно скокна напред, а од гранките се појави мало бувче. Јас сум Ори, рече тој. Шумата зборува само со тие што знаат да слушаат. Од задедно дрво се појави големо меченце. Јас сум Бруно, рече Тивко. Малку сум плашлив. Јоја му се насмевна. И јас понекогаш се плашам, ама кога сме заедно е полесно. Во тој миг шумата нежно засветка. Шаторчето се разбуди, рече Ори. Тоа создава светови кога децата влегуваат со отворено срце. Светлината полека исчезна и Јоја и Луко повторно се најдоа во дворот. Се беше исто, освен нивните насмевки. Ова е само почеток, рече Јоја. Луко кимна, а Пипи грицкаше морков што никој не знаеше од каде се појави.